најпрви би побарала дозвола во непосредно пред почетокот на 39-та седница, односно третата пленарна седница посветена на подобрување на исклучиво посветена на подобрувањето на положбата на жените и еднаквите можности помеѓу жените и мажите, да испратам една кратка порака од овде од Македонското собрание која гласи да им веруваме на жените и да веруваме во жените. Бидејќи жена која што се грижи за своето семејство, жена која што се грижи за своите деца, жена која е партнер со своите соседи за да ја направат улицата побезбедна за живење, жена која што се стреми да напредува во приватниот сектор и жена која што се кандидира за функција за подобрување на својата општина или својата држава, сето тоа се жени кои што имаат што да понудат и колку повеќе нашите општества ги зајакнуваат жените, толку повеќе ќе добиеме за возврат. За жал, можам да кажам дека жените се што прават, мора да го прават тоа двојно подобро од мажите, за да се сметаат за половина добри, но за среќа тоа не е тешко, затоа што жените со визија, жените со амбиција, сплотени и единствени, можат, умеат и знаат да ги срушат бариерите, да ги надминат границите и да бидат успешни на секое поле. За волја на вистината, Македонија, според бројот на пратенички и бројот на советнички, се смета за најдобар пример на Балканот и во Европа, но она што ни недостасува е зголемување на бројката на жени градоначалнички и бројката на жени во извршната власт. Се до моментот додека како жени го бараме она што ни следува, борбата за подобрување на правата на жените ќе трае. До тогаш ќе се бориме сите заедно за подобрување на положбата на жените и еднаквите можности помеѓу жените и мажите. За жал, се уште на жените се борат преку квоти и преку бројки. Во поглед на мојот личен став за квотите, не се согласувам. Сметам дека во политиката и воопшто во животот и во општественото живење како жени треба да се бориме со квалитет и да бидеме бирани по квалитет, а не по квантитет. Меѓутоа, реалноста е таква каква што е и сите сме согласни и сведоци на фактот дека доколку нема квоти, ќе има уште помала застапеност на жените од она што сме го постигнале досега низ долгогодишната борба за правата на жените. Прво, сакам на сите жени во Македонија, широм светот, да им честитам 8 март, како празник кој подразбира продолжување на борбата за правата на жените. И мислам дека сите во државата треба да бидеме насочени активно да ја поддржиме таа борба, бидејќи Македонија можеме да ја изградиме како општество во кое што ќе владее напредок, просперитет и среќа, доколку сите се среќни, доколку можеме да помогнеме во секој правец, секој еден граѓанин да биде етаблиран во ова општество. За жал, ние денеска говориме за 8 март, меѓутоа говориме во услови во собрание, кога представник на владата, една министерка, најбрутално нападна, навреди и дискриминираше пратеник на Македонското собрание. И токму затоа сметам дека многу повеќе треба да се работи на свеста и на политичката култура и да покажеме дека не само декларативно сакаме да се бориме, дали е тоа за правата на жените или за било кои други права, туку низ конкретни чекори, низ конкретни активности, низ имплементација на конкретни мерки, тоа да го направиме. Јас жалам што денеска, односно се одржува седница на собранието која што е посветена за борбата на женските права во услови кога имаме атак на министер врз пратеничка, односно атак и непочитување на сите жени во Македонија. Мислам дека изминатиот период се донесува многу измени. Посебно во времето додека Социјалдемократскиот сојуз се предводеше владата, се направија многу промени во законодавството кои што помогнаа практично за
ова перцепција да биде променета. Така да политиката е под еднаква професија за секој еден граѓанин во државата. Таа не може да биде ексклузивитет ниту за мажите, ниту за жените, ниту за обесправените. Едноставно, секој еден може да земе учество и да биде дел од политиката. Најважно е дека секој може да избира во Македонија и секој може да биде избран. Благодарам. 8 март е ден кој што ни подсетува на нас за тешката историја на жените е Букур, гледајќи од прехисториски времиња па до денешното време. Тоа е ден каде што ние мажите се убедуваме дека не сме над жените, не сме ни биле над жените и дека Господ не не ствара нас попривилегирани од жените. Ние сме исти луѓе као мажите со жените, без некоја, како се вика, супериорност. Напротив, мажите не се тие кои што ќе на жените да им дозволат град или да за да бидат во политика или да напредат во политика. Процес жените целен во денешен ден, јас сум си на политик, а што сум многу горд и радосен, што еден еве мешкојве представам се сум представник на ова општество, ова заедница, целиот на жените, Зоти, ме спецификате вета, важен политички град во Република Македонија и со тоа искрено се гордеам дека не треба ја да придонесам не до намалување на дискриминација на жените, само ради тоа што политиките на пол кој што за нас руган граве, и Господ ни го пратил како подрази, и паралели по нежен пол кој што тој почитува. Дали во 21-виот век може да се каже дека политиката е машка работа? До сега тоа го кажа и така апсолутно не е. Анда шуѓој растен, не е точна таа констатација. Напротив, денеска сите важни моменти, сите важни чекори во нашето општество, во политиката и во сите други сфери на нашето општество, сипар истории имаат сипар танишман, поеда партардван, паралелен и иста улога како и мажите во. Па ако ова прашање беше поставено пред негде 1 век, веројатно ќе зависеше од мажите, меѓутоа во македонското современо општество, да кажам и од документите на АСНО, па понатаму Независна Македонија, врвниот правен документ, Уставот, кој што ги третира жените и мажите како рамноправни, па и сите закони, подзаконски акти, стратегии, усвоени меѓународни декларации, сето тоа е обсервирано и тоа е прашање кое што целокупната јавност македонска е со мисла и со идеја и со став дека жените и мажите се рамноправни. И би рекол дека тоа прашање за унапредување на правата на жените не зависи од мажите, но зависи од жените. Бидејќи сите права во животот, така и правата на жената не се добиваат, за нив треба да се изборите. Како стара римска максима кажува vita proelia est, значи животот е борба, така исто така унапредувањето на женските права е работа на борба. А борбата ја предводат жените и во таа смисла сметам дека е многу важно да имаме жени лидери, жени кои водат, жени кои ја предводат оваа борба до едно совршено рамноправство меѓу жените и мажите. Па ако ги погледнеме бројките, таков впечаток се стекнува и се работи многу на тоа да биде равноправноста застапена. Постојат и причини. Од една страна имаме традиционални причини. Македонското општество се уште е традиционално и жената ја перцепираат пред се во улогата, во незината улога во семејството, како сопруга, мајка, столб на семејството. И веројатно во таа перцепција незината улога е пред се во семејството, а потоа во јавниот живот и во политиката. Од друга страна, сведоци сме повремено на испади, изјави, сексистички коментари, кои што ги обесхрабруваат жените помасовно да се вклучат во политиката. Но има и светли примери.
Например, ние имаме сега жена председател на држава. Имаме жена заменик председател на собрание, жена генерален секретар на собрание, жени министри, заменици министри, жени директори, жени раководители. И тоа е позитивен пример и мислам дека тие го предводат борбата за што помасовно учество на жени во политиката. Ние во Движење Знам за наша Македонија особено внимание посветуваме на родовата рамноправност и во нашите документи партиски, но и практично на терен. Имаме подпредседател на партија жена, имаме жени поставено на јавни функции кои многу успешно си ја вршат својата работа. Особено сум горд што имаме многу жени лидерки на нашите локални подружници, односно организации на Движење Знам за наша Македонија. На крај на краишта ние имаме и жена македонка која што е заменик генерален секретар на НАТО. Сите се тоа примери кои кажуваат дека може повеќе да се направи, да се жените охрабрат и се повеќе да се вклучат во јавниот живот, во, да кажеме, во јавната служба за добробит на граѓаните. Апсолутно не, затоа што женските права не се благодети кои биле дадени како подарок од мажите, туку тие биле слободи кои биле извојувани со макотрпна борба, затоа што историјата ни покажала секогаш кога жените политички се организирале, тие ги рушеле бариерите, ги освојувале правата кои ги заслужувале и со тоа го носеле и напоредно напредокот на општеството воопшто. Кога станува збор, дали станува збор за западните активистки за право на глас во почетокот на 20-тиот век, па се до нашите социјалистички револуционерки во Македонија, очигледно дека покажува дека женските права зависат од женската активација и женската борба, која всушност преку мобилизација ги остварува своите права, така да тие никогаш не дошле како некој подарок и тие секогаш биле извојувани. Сега, во овој политичко-економски систем во кој што се наоѓаме моментално, јас би рекол дека капитализмот и патриархатот се обидуваат да ги маргинализираат жените на маргините, но сепак треба да се поима ова во смисла на класната положба на жената, затоа што и во самата класна поделеност во нашето општество, сиромашните жени се во уште по незавидна позиција од сиромашните мажи, например. Така да сакам да кажам, политичката борба за слободите на жените почнува од политичкото организирање на жените, а не било кој друг фактор. Како што реков, пред се во овој политичко-економски систем, политиката е богаташка работа, а не само машка или женска работа, затоа што генерално луѓето од повисоките социјални слоеви имаат слободата воопшто да се впуштат во политика, но кога зборуваме за политиката како професија, дали била таа институционална или институционална, тоа е мит. Сушност дека политиката е машка професија, затоа што гледаме и од историјата. Ако видиме од Паришката комуна до Октомвриската револуција, жените биле начело на овие револуционерни движења, па потоа и во антиколонијалистичката историја на ослободувањето на државите од колонијализмот и жените и таму имале своја улога, а сега гледаме дека во модерно доба жените ги предводат работничките движења, ги предводат револуционерните движења во светот, така да сакам да кажам, тоа е мит кој од како поминува времето се повеќе пропаѓа, затоа што повторно ќе кажам, напредокот на општеството почива на плеките на женската политичка организација.